Јас сум Владимир Христовски од населба Припар. Самоохран родител со две малолетни деца. Приказката е, моја многу страшна. Сопругата ми почина 2013 година и после се отворија многу тешки врати за мене. Почнав во долгови да се задолжувам по луѓе, останав без работа, не работев нигдека и како што си доаѓаат годините и све долговите се купчат на сега не можам да работам зашто 2013 година пред смртта на сопругата работев во една фирма. Паднав од камион и рабетот пршлените ги повредив. Бев на лекар, ги снимав, све како што треба, рентген направив. Докторите, ми викаат умирување да бидам. Не користам парична помош, социјално, ништо за децава. Од 2013 година примав, парична помош и ми беше укината поради затоцнување од 1 месец пријавување во социјалната и затоа сега година дена без социјално. Без струја сме скоро 2 години. 2 години сме, до февруар сме скоро 2 години. Немаме пари да ја платиме сметката, дојдоа од Евана дистрибуција. Ни да прашат ни кои се, ни што се, тука го земале струјемерот, го однеле. Имам долг голем, околу 150.000 денари и немам од каде да ја платам таа сума на пари. После акција, има доста број на граѓани што се заинтересирани за мојот случај, се јавуваат достапно, акцијата тече, све во тек. Се надевам дека ќе ми излезе за ту пресрет. Што е најпотребно? Неопходно струјата да се пушти за нови годишни празници, зашто без струјата ќе поминеме ние ноќта во кревет, покриени со кебиња. Дрва ни донесоа благодарение на некои граѓани. Немавме до сега дрва, а многу беа ниски температурите и седевме ностоп завиткани во кебиња. Се обративте ли до државните институции, до Министерството за социјала? Јас не сум се обратил. Има ли реакција? Сега после порталов, кој е објавен, тогаш се јави, иначе до сега не се имаат. Што ви кажам? Зашто не сте се јавиле на време? Тој смисол. Ви понудија помош? Помош се уште сега не, документите дојдоа, само направија записник. Каква состојба сме сега ние во моментов и треба да појдам јас во Центарот за социјални работи да земам документи за туѓа нега за мојата мајка, која има 70 години и непокретна е, инвалид е и морам да имам да има некој покрај незе за да си ги обврзува и другите работи. Како преживувате? Вие не работите со 2 деца, самоохран татко? Од пензијата од мајка ми. Она зима околу 12.000 денари, така да све ни е тука. Дали за јадење, дали за во школа децата да им купам по некоја храна од сабајле. Надоле, идам у школа, ги носам сабајлето, поручек да ги враќам назад. Не се многу безбедни. Од ЈСП некогаш ќе одат и со автобус за во школа, кондуктерите викаат девојче зашто карта немаш, да извадиш карта или ќе те казниме. И јас пред се одам највише со нив за да
апелирам нешто сега од граѓаните, доколку сакаат некако од некој помош да ни донираат од храна, пошто облека сега за сега имаме доволно количина. Безбедни сме, значи, од облека, храна и доколку има, значи, некоја, значи, парични средства, за да можам да ја пуштам јас струјата. Во каква состојба куќата во која живеете? Има ли потреба од незима? Да, има, значи, потреба, ѕидовите не се изолирани, така да сега во овие зимски периоди ќе биде многу лошо за нас и за деца. Тешко со една пензија, кај побргу да ги дадеш. Дали за јадење, дали за други работи, еве на лекар не можам да отидам, треба да се плати таму. И со ова око не гледам ич, раците вртат, нозите вртат, све преку него теретот ја, он све работи. И носи деца и враќа, и дома јадење прави, постанат ја беше. И сега негде работи му навоѓаат да оди. Децава нема кој у школу да ги носи, да ги враќа. Они се малечки, по автобуси, ги напаѓат кучињат по улица. И ја не можам да идам да ги зимам. Да може кидам ќе ги зимам. Да му се најде некоја работа по така. Да може да иде и на работа и дома со обврските негови. Да му се од донации, од луѓето, што ви е најпотребно за дома? За дома многу треба, ама тоа што е основно, струјава да се пушти. Во темница оќорепме. Децава доаѓаат од школа, таму пишуваат во дневен. Дома нема струја, порано јадат и легнуваат, као порано на виделце што седеле на ламбичка. И сега тоа време дојде. Струјомерот го зедоа. Не ни кажа, долго имавме за отпишување, не ни се отпишани, мислам за струјава. 2 години да се исти без струја, да не те посети никој да дојде. Така оставиле жици голи, ќе утепат деца, ќе утепа човек отворени жици, струја. Да се каже бар кој го зел, зошто го зел сатот. Отидовме еднаш за да прашаме таму. За отпишување претходно ми рече еден од тие што дојдова, ќе дојдете да ви отпишат струјата. Отидовме таму, ние не отпишуваме струја, една канцеларија, кај шефот сакавме да влеземе, не пуштија да влеземе, се вративме назад, си дојдовме и така тлиеме како жар огин. Куќата во каква состојба? Куќава, еве како што гледате, од сите страни дува, недоправена, не донеседе, мало само вика, бабо нашата куќа е искршена, сите куќи убави, наша не убава, треба да се доправи, а нема средство од каде оно што може сам крпи тука нешто, со другарчиња ќе му помогнат, тешки работи не може да влече. И така се снавоѓаме некако, па фала им сега и дрва што ни донесоа, иначе се загадува воздух, да не горите ова, да не горите она. Останавме, па со вреќи тука ни донесоа 2-3 вреќи ни комшијо тука. Овие денови поминавме. И храна што ни носат сега еве вака за дечињава, че нема кај да ги направам, да ги скувам на ова ќумбево. Не можеш да свариш, да направиш. А тоа доаѓа и вика, бабо, што има за јадење? Треба да му изнесеш. А сега бар ќе намачка, нешто ќе касне, ќе преска касна, паштетка и отиде в школа. Его малово исто така. Па таму сега менза да им обезбедат у школото, да ги дават бар јадење. Има менза таму. Нешто обеќале, што ќе направат, не знам. И тоа е. Тоа е животот. Што да правите, деца? Животот крпен.